Минатата седмица и информацијата пристигна веројатно како кај сечија индивидуална адреса и до редакција на Телма телевизија и сподели всушност дел од колегите на Телма телевизија го говореа всушност предизвикот кој што во моментот е актуелен на TikTok, дека најмалку 11 деца беа примени само во градската болница во Скопје поради повреди со предизвик од Супермен кој што вирално се шири помеѓу најмладите токму на социјалната мрежа TikTok. Не е велат прв пат опасен предизвик вирално да се шири не само меѓу учениците во Македонија, туку и нивните врсници ширум светот. Куса само ви споделил за оние кои што може и пропуштивте. Со информациите вели Албанија разгледува опција за целосна забрана на TikTok и Snapchat по за жал и убиството на 14 годишник поради кавга на социјалните мрежи апропо и овој предизвик. Австралија велат на чекор да донесе закон за забрана на социјални мрежи за младите под 16 години. Дали Македонија разгледува некакви мерки, но дали тоа воопшто се можни? Некаде прочитав дека дури и Америка во моментот го носи законот, веројатно 2025 ќе започне со целосна забрана барем за лицата до 16 години за користење на оваа социјална алатка. Актуелниот хит на TikTok овој што го гледате во моментот, тоа се всушност и неколкуте кои што успеавме да ги лоцираме, бројни се, нели овие предизвици кои што ги има помеѓу учениците, вели Супермен кои што ги предизвикуваат децата да скокаат имитирајќи го истоимениот херој. Врсниците го чекаат со раце, го изфрлаат назад, додека тој што скока треба да застане на нозе. Тоа е предизвикот. Од 11 деца кои што досега завршиле во градската болница во Скопје, повеќето се со набиеници, но две од нив завршиле и со скршени раце. Така е, да, на прашањето дали треба да се и дали може да се укине TikTokот во Македонија, забраната и контролата на содржината на социјалните мрежи за поголема онлайн заштита на децата, експертите од оваа област велат дека за да се укине како апликација TikTok е многу сложен процес, како од правен така и од технички аспект, но веројатно тоа и не е да речеме вистинското прашање или да речеме прашање кое што треба да биде во фокусот, ако зборуваме за тоа како и на кој начин треба да се работи со младината, со младите генерации, со оние кои што имаат потреба и порив да ги следат овие предизвици покрај тоа што знаат дека ќе бидат повредени. Добар вовед да речеме малку подолг, но со оглед на темата еве и малку за оние кои што можеби нешто пропуштија од ова. Повеќе стручни одговори добиваме од нашите гости. Заедно со нас ова утро е Радмила Живановиќ, која што е психолог, психотерапевт, нели од еден психолошки аспект или анализа за тоа зошто децата го прават ова ќе одговориме. И заедно со нас е и најпознатиот тиктокер кај нас, младиот Александар Динев, кој што иако уште од млади години си на TikTok, се разбира некако не ти е баш перцепцијата па и пристапот кон содржините вака како што ние можеме да го видиме на видеото, па и гледиштето на предизвиците кои што многу од младите за жал ги прифаќаат. Пред се добро утро и добро дојдовте во нашето студио. Фала на поканата. Рековме ова ќе биде совршена комбинација, уште во петокот кога ги разгледувавме можностите, има мал милион луѓе како или со ученици, негови врсници како Александар, меѓутоа и предпоставам дека и твои колеги кои што баш работат на сите работиме во својот сектор на знаење. Рековме ова ќе биде совршена комбинација. Радмила и Александар утрово да не видат гостен Телма телевизија. И многу соодветно би било како прво прашање, Радмила, еве конкретно патено до вас, што е она кое што веројатно сите ние кога ги погледнавме овие видеа и како родители, но и како општество веројатно треба да се запрашаме, што е тоа кое што ги тера младите да ги прифаќаат ваквите предизвици? Ова не е прв, веројатно нема да биде ни последен, и не е единствен кој што го прифаќаат и кој што има последици како ова, во случајот скршеници, завршување во болница, да не зборуваме за оние во минатото кои што имале фатални последици и дури завршувале со смрт. Овде во видеата гледаме дека имаме имитација, значи нешто што е основен облик на уште кога се раѓаме, нели? Ние учиме за светот и за работите околу нас преку имитација. Значи, уште невербално имитираме одредени однесувања со цел да припаднеме во заедницата во која што сме дел. Така да првата потреба која што јас гледам дека овде се задоволува е таа потребата за припадност. Да се припаѓа во нешто во кое што и сега интересно е дека е пренагласена таа потреба за припадност или пак имаат младиве потреба да следат малку поинакви модели на припадност. Нели во овој период као што гледаме од 10 до 17 години, јас отприлика тој период возрастен, потребата е да се припадне во некаква друга заедница, а не во семејниот систем толку многу. И сега кои се моделите кои што се нудат и се широко достапни, се моделите на социјалните медиуми, во кои што знаеме сите дека се
надополнуваат или се реализираат некоја простор за изразување, за експресија, за виденост, за уваженост, за признавање. И гледаме дека тој период е исклучително критичен, затоа што моделите кои што ги имаме се взимаат не толку критично. Значи се пробуваат, се тестираат. Тука сакам да направам разлика дека децата во тој период реално имаат потреба за експериментирање, за пробување некои работи, истражување сами себе, така Тоа е е. нормално, тоа е дел од животот, нели? Секој од нас тоа го поминал. Така е. Прашањето е што недостасува во реалноста кај младите денес, за да толку многу прибегнуваат и ги компензираат или ги реализираат тие потреби во рамки на платформите, социјалните медиуми. Нели, преку овакви предизвици кои што се доста вирални. Да. Нели, овие предизвици, сите ние сме дел од некаков вирален предизвик, бивајќи дел од социјалните медиуми. Значи, не ми е целта да ги демонизираме платформите, туку целта е малку да се замислиме што младите добиваат на тој начин. Јас тоа прашање си го поставив и како родител. Зошто токму овој супермен предизвик? Зошто не некој друг предизвик? Интересно е Зашто не е тој семеен предизвик што велиш, тој систем на вредности да се... Не е интересно, не е интересно, не е забавно за младите и треба да престанеме да мислиме дека нашиот семеен предизвик, кој што го гледале 11 години, ќе представува некаков нов предизвик за нив. Младите им требаат нови предизвици. Затоа што живеат во реално многу устроена, анксиозна, несигурна и нестабилна околина во која што се дисрегулирани и нивните родители и цел систем и сето тоа како викаат, нели, домот ти е оно што ќе го направиш, така и ова, социјалниот медиум како дом е оно што ќе го направиш. Тоа е огледна рефлексија меѓу другите. Така е. Така да кога гледаме во овие снимки, треба да се запрашаме, нели, што тие, каква информација, каква порака тие нам ни носат. Колку клиенти како Александар веќе во моментот периодов доаѓаат баш со намена дека детето прави некаква имитација и родителот го носи, да речеме, во психотерапика и успевате со некакви методи, техники тоа некако да го нивелирате и меѓу другото да го препознаете дека детето е веќе зависник од интернет и од некаква да речеме содржина која што му создава некаква имитација или да добие некаква валидација од Значи ништо не се случува како гром од ведро небо. Значи тие знаци за дисрегулација некоја на интернет постојат многу рано во животот на младиот. Не може родителите да дојдат на 12 години и да викаат што се случува, а претходно 5 години дозволиле детето многу порано да пристапи на социјалните медиуми, да не разговараат, кои се условите за пристап, кои се условите за контрола, регулација, кои содржини се окей, кои содржини не се окей, нели, и да разговараат, не само да наметнуваат правила, туку да разговараат. Кај мене доаѓаат родители, ја најчесто одам во насока на што е она што сега може да се направи, како да се промени разговорот со нивните деца, со цел да, нели, се произведе една поинаква атмосфера и да можат на поинаков начин да се поврзат. Ти не можеш да го враќаш детето назад, си му дал телефон на 9 години и сега го враќаш назад. Мислам, како е тоа возможно? Тоа ќе загрози дури моменталната релација нивна. Така е, но и во денешно време, во време на технологија, напреток, во време кога реално мобилните телефони се составен дел од животот, па дури во намалена возрастна граница, дури е хендикеп да децата... Па да, и тој fear of missing out, кој што е многу познат деновиве, кој што не се случува само кај младите, се случува кај сите нас. Ти ќе си го заборавиш телефонот на еден ден, па ќе почне паника да те фаќа, а не па младиве кои што нели секојдневно се во достапност на таквите технологии. Имаше една парола, се сеќаваш Иван, че може ќе се сетите. Тоа некако ми е нешто што ме потпира на она што го прави Александар. Искористете технологијата мудро и паметно. Мислам дека секој пат си бил уште од почетоците веројатно на TikTok, можеби најозогласениот со секакви критики, пофалби и така натаму, меѓутоа секој пат си ни бил веројатно пример кај младите и тоа лесно може да го мапираме кога некој тоа веројатно добро го користи. Кога сме кај тие некои убави семејни вредности кои што ги промовираш и така натаму, почнувајќи од себе, можеби од твојата загрозеност понекогаш како момче кога си ја чувствувал во порана возраст. Меѓутоа верувам дека денес предизвик е за да се задржиш некако да бидеш тренд на TikTok, а сепак успеваш да бидеш на некој начин и добар пример за младите, па да ги избегнеш овие предизвици и да посоветуваш дека тоа не треба така да се користи. Јас само ќе додадам дека кога се слушнавме за гостувањето, Александар рече, јас обично ги избегавам таквите предизвици.
и ќе Да. видам за што поточно станува збор за да можеме и соодветно нели да одговориме, да може да го направиме овој разговор, па како или во контекст на ова прашање успеваш да ги избегнуваш тие предизвици или да ги да речеме игнорираш тие содржини? Така, јас мислам дека секој од нас има право да избира што гледа на социјалните мрежи. На крајот од денот, така треба и да е за родителите. Сега знаеме на денешно време на мало дете ќе му дадат телефон за да не плаче, за да седи мирно. И мислам дека тоа сосема не е коректно, затоа што му даваш целосна слобода на детето да гледа работи што треба да ги гледа и што не треба да ги гледа, затоа што знаеме дека на денешно време се објавува на социјални мрежи. Дезинформации, лоши трендови, како например сега и ова. И затоа мислам дека е многу важно да се прави селекција на тоа што следиме на социјални мрежи, што гледаме. Башка има и опција да кликнеш uninterested, дека не си заинтересиран да гледаш ваква содржина на социјални мрежи. И тоа самиот алгоритам потоа ти ги наменува содржината кои што не сакаш да ги гледаш, односно сакаш да ги гледаш. Мојот алгоритам го научив да ми покажува видеа кои што ми се мене корисни, например од едукативен карактер, нешто кое што мене би ми било значајно, позитивно. Креативни работи. И такви лоши трендови обично не ми излегуваат на социјални мрежи затоа што така сум си го навикнал својот алгоритам. Бараат од тебе денеска со учениците со оглед на тоа дека имаш популарно голема бројката кај нас, да направиш ваков предизвик, зошто го не го направиш ова и така натаму, некој пат ти наметнувале некакви ставови, па дури кога си бил во најкревка возраст, кога рационалноста, фокусот, па и свесноста можеби не било во и стадиум како што во моментот може да расудиш точно и правилно може. Така. Јас многу често сум следел трендови порано. Сега практикувам повеќе да креирам нешто свое, каде што не е врзано со некој тренд. Дури и да е врзано со тренд, гледам да е нешто кое што ќе научам нешто јас лично или публиката или нешто што е позитивно и добро ќе влијае на останатите. Реално, кога сум ги следел тие трендови, сум правил некој свој твист, како да кажам на македонски, свој сврт на самиот тренд. Така. И не сум приметил дека барат такви видеа од мене, затоа што публиката која што ме следи, обично знаеш што очекува. Така, и таа публика која што јас сум ја градел од тие позитивни видеа. Не е било со такви лоши видеа, па сега они да очекуваат од мене цело време да следам некои лоши трендови каде што се промовира дали булинг, дали физичко насилство или вакви трендови каде што како што можевме да видиме со Супермен трендот каде што се фрлаат и Тоа не залудно мислам дека и твојата платформа и ти како индивидуа, тиктокер, те ангажираат маркетинг агенции или да речеме социјални платформи каде што има баш се промовираат да речеме такви вистински семејни вредности, од тука може да забележиме дека може технологијата и овие платформи да се искористат мудро и паметно. Токму затоа и доаѓаат ангажманите на твоја адреса, затоа што го препознаваат веројатно тоа што го промовираш и за твоите соученици и врсници. Затоа има многу голема доверба изградено и со младата публика која што ме следи, и многу пати сум добивал коментари од возрастни родители, старатели, баби, дедовци кои што кажуваат: Александар, стварно многу ти е добра содржината, јас на моето дете дозволувам само тебе да те гледа. И тоа многу ме радува затоа што реално тоа ми е и целта. Јас никогаш не би сакал да промовирам нешто негативно и затоа додека ги гледав видеа, додека истражував повеќе за трендот, затоа што јас не можам. Едва ги за видеата сакам да видам да сум во текст со работите, пошто мислам дека е и значајно како јавна личност да можам да ширам повеќе влијание за ова. Така, и кога некој сака да креира креативна мотивирачка содржина, тоа го прави, и оние кои што сакаат да го следат исто така тоа го прават, и добро е да се шири тој глас или да се праќа таа порака. Иако сметам дека пораката која што ја испраќаат младите има малку поголема, е суштинска, да кажеме, и треба да се прочита. Оние кои што стручно го прават тоа, вие, Радмила, сте една од нив, кога зборуваме за пораката која што тие свесно или несвесно на еден ваков начин ја испраќаат, за тоа кои се можеби незадоволствата со кои што се соочуваат во животот, да се биде тинејџер во ова време во кое што живееме и со сите предизвици со кои што се соочуваме, не е лесна работа. Од една страна треба да се разберат, од друга страна треба да им се даде потребното внимание и грижа, да речеме, за тоа што ги мачи, и на крајот треба да се едуцираат и кога станува збор за социјалните мрежи како содржини, што е тоа кое што навистина вреди и дека може да се биде ин и може да се биде дел од друштвото и без вакви предизвици. Како би го кажале сето тоа во однос на
пораката која што младите не испраќаат и не само преку ваквите предизвици, туку и низ многу други настани немили ситуации кои што ги гледам, за жал. Па ние многу важно е да ги слушнеме прво тие пораки и како резултат на тоа да не креираме паника. Бидејќи многу пати се случува да родителите креираат паника кога ќе избие некој ваков предизвик, наместо да најдат начин како да разговараат повеќе за предизвиците, пошто вакви предизвици ќе имаш во животот милион. Нели ќе се ставиш во ваква ситуација во која што некој ќе бара од тебе да направиш некоја работа која што нема да сагаш, што тогаш? Сега е Супермен, следен пат ќе биде нешто друго, Бетмен, не знам кој да е. Но интересното е дека ова е некаков предизвик. Знаете, во тој период јас размислував дека постојат најчесто два типа на родителствување. Еден тип кој што тотално е безграничен, прави што сакаш, нели? Демократија. Да, демократски во по секоја основа, и еден кој што е многу анксиозен, многу контролирачки, кој што смета дека нели се е страшно. И сега што прават младите? Младите во суштина го копираат овој модел без граници затоа што им одговара. На кој нема да му одговара да копираш модел без граници? Се ти е достапно, се до моментот дека не сватиш, па и не е така, ама не е таа одговорноста на младиот. И од друга страна пак протестираат против овој модел кој што е премногу контролирачки, кој што е многу анксиозен и така да сака да градат свој модел некој кој што оди најчесто во поларност, затоа што не знаат што друго. Ние често пати, кога сме соочени со некаков огромен притисок, реагираме токму на спротивен начин. Например, ако гледаме нека некој агресивен со нас, нели, ние генерално или стануваме агресивни со друг, го следиме моделот, или на некој начин се повлекуваме, нели, и правиме некакви други активности со цел да го избегнеме контактот со тој модел. Значи, на тој начин ние би можеле да реагираме. Значи, прашањето е повеќе окей, контрола, но нели каков тип на контрола? Сепак они се на возраст во кој што и самостојно размислуваат. Можеби не знаат што значи да се критички да се размислува, кои се последиците, како тие последици нели ќе влијаат на нив, што значи критичко размислување, дали сакам да се вклучам во овој предизвик или не сакам, што е со стравот. Многу од децава го потиснуваат стравот, а го чувствуваат. Затоа што никој од нив нема да каже страв ми беше, и тоа ќе се исмее. Нели, како што и од родителите ќе се исмее некоја позиција на детето ми уплашено, ха, или детето ми уплашено, my God. Нели, во таа насока. И ние како родители екстремно реагираме. Не наоѓаме некоја средина во која што они ќе се чувствуваат окей, да направат грешка и да направат предизвик и фала Богу да видат, да научат од тие последици, да разговараме со нив, наместо да ги санкционираме, или од друга страна тоа сине, браво, секоја чест, како, нели? Да не би додимната или другата крајност. Така е. Тоа се екстремите на нашето општество, тоа се екстремите на нашето родителство. Баш поради тоа што ние се помалку имаме време со нашите деца, реално и јас имам, дел од тоа време го инвестираме во социјалните медиуми, значи ние компензираме некакви недостатоци, што сакаме од децата и они компензираат некои своји недостатоци. Ги компензираат тие развојни потреби кои што би требале да ги имаат во рамки на образованието, во рамки на семејството, во рамки на врсничката група. Да знаете дека многу почесто сретнувам деца кои што многу по-реално и по-окей ги гледаат конфликтите, работите и ситуациите и сакаат да ги решат отколку родителите. Дали знаете колку пати младиве не знаат кому да се обратат за да решат одреден проблем? На улица сретнувам деца кои што се расправаат и делат правдина, ги прашувам зошто? Затоа што кажавме на учителката не реагира, кажавме на родителите не реагират, ја земавме правдата во своји раце. Што сакате? А колку само родители ја даваат поддршката на децата да бидат вклучени во вакви предизвици, понекогаш само да сигурно да ја добијат таа некоја валидација или аплауза, буткање од родителите да бидат вклучени, они можеби не викат биди вклучен во Супермен, али викаат мора да си вклучен пошто ти нели не си толку вклучен, прифати се што ти го нудат врснициве, така ќе добиеш поголем влез во. Па колку само тиктокери летово забележав каде што ги вклучуваат своите родители во видеата и дури можеби бесрамно родителите прават работи кои што искрено не се можеби не лични за можеби возраста која што можеби детето во тој период
некако експресивност и се А колку од интерпретира. возрастни тиктокери ги вклучуваат нивните деца во нивните нели самите Некој пат се прашувам, дали може би од кој е понегативно ако Не знаеме, оставаме времето да покаже, но додека времето минува, треба тоа што рече Александар. Значи треба да развиеме свесност за кои содржини сакам да ги следам, кои не. Треба да развиеме селективност за тоа кои содржини ме отсликуваат мене. Не може секоја содржина мене да ме отсликува. Некој пат може би деликатна состојба, да ти најчесто, веројатно во изминативе години 5, колку што јас знам дека ти се случува некој свој експоненцијален раст твој личен на TikTok, како се справуваш денес сериозно со критики и реакции, апропо ако правиш или не правиш нешто соодветно за големата фан база која што денеска ја имаш и оние кои што ќе те почитуваат и оние кои што не те почитуваат. Како правиш дистинкција бидејќи започна во една кревка возраст кога започна да си ги споделуваш и своите лични интимни приказни и така натаму. Веројатно тоа е најбавата и конкретна работа која што побрза денеска со Александар Динев, да бидеш во секоја состојба емотивно поврзан, да не ги криеш своите емоции, искрените емоции. Да. Многу убаво прашање, затоа што порано таквите негативни коментари многу допираат до мене. Јас бев 16 години, 15 години кога почнав да снимам и нормално кога си изложен на толку многу критики, особено кога живееш во конзервативно место, јас живеев во мало селце, мислам тоа веќе е познато на сите, сум го зборувал доста често. Да, и многу е било тешко затоа што не сум знаел дека има повеќе, дека луѓето има многу повеќе луѓе кои што ме поддржуваат колку што не ме поддржуваат. На крајот од денот сватив дека најважно се е луѓето кои што ми се блиски мене, а и јас првично да бидам задоволен со себе, да бидам сигурен во себе, се со цел тие негативни коментари да не допираат до мене. Затоа што на крајот од денот несигурностите се онака сензитивен дел од нас. Кога некој ќе потенцира нешто, пример, за мене, за тебе, за било кој да е нешто кое што мене лично ми е несигурност, автоматски многу повеќе те допира. И затоа одлучив да си дадам време на себе, да се фокусирам на себе, на луѓето околу мене, на моето здравје, на се што е поврзано со мене, кое што мене лично ми било несигурност, за да дојдам до степен каде што сум денес, да тие коментари не допираат. Но за тоа исто така треба и многу цврст карактер. Мислам дека и многу млади кои што не се изложени на социјални мрежи добиваат негативни коментари. Да, и самодовербата не ја поседуваат можеби како многу. Да, но Александар исто е важно ова кое што го спомена и Радмила, ако зборуваме за односот со родителите, ти кога започна нели со постирање на твои содржини на TikTok и веројатно родителите биле вклучени во тоа, поточно информирани и имаат некаков став по тоа прашање. Важен е односот со родителите, но исто така е важна поддршката и истовремено и разговорот, ова кое што го зборувавме. Колку според тебе, лично ти, како еден од најпознатите тиктокери кај нас, за да можеш да ја тераш таа насока на TikTok, на мрежа на која што знаеме какви содржини има, ти помогна и поддршката од родителите и кој беше нивното размислување токму тогаш кога и започна? На почетокот моите родители не го разбира TikTok, не ги разбира социјалните мрежи и тоа е сосема во ред, јас тоа комплетно го разбирам затоа што пак е нешто кое што не е во склоп со нивните генерации, не следеле TikTok, не ни знаеа што е TikTok, но со текот на времето кога вида дека тоа стварно мене ми исполнува, дека од тоа сега живеам, почна да ме поддржуваат и мислам дека поддршката дали е од родител, дали е од другар, другарка, роднина, било кој да е клучна во такви моменти кога сме најранливи, кога сме изложени на најмногу критики. Затоа што друго е конструктивна критика, друго е онака навреда, мислам дека деструктивна, да, и демотивирачка. Да. Видовме различни коментари по излегувањето на овој предизвик и повредите кај децата. Сите медиуми тоа го пишува и го презентира, односно го објавува и меѓу првите прашања, како што е и дел од нашата тема, е дали треба да се откаже, односно да се забрани TikTok. Но добро рековте Радмила на почетокот, ќе се забрани TikTok, ќе се појави друга социјална мрежа и тие содржини се достапни секаде. Децата се и половина време од денот и на училиште. Имавме и на Телма пишуваше за тоа со делот некои од директорите на училиштата, како и тие таму го поминуваат денот, поточно во слободното време или на одморите, што е тоа кое што го прават, дали наставниците треба да имаат увид во тоа и како тоа да се
се контролира. Колку може да се контролира? Дали треба тоа така и од страна на наставниците да се контролира и колку тоа всушност би било продуктивно кога зборуваме за вакви предизвици и за овие работи кои што ги прават младите? Па мислам дека треба да како заедница, училишна заедница треба да нотираме дека постои проблем. Секогаш кога е тргнат велот од некои мистични настани, нели која ќе открие некој, не да се покаже со прст, но да кажеме, слушај, излезе предизвик Супермен, сте го пробале, какво мислење имате за тоа? Паднал некој од тоа, го заболело, што се случило, значи кога се разговара со децава и кога велиме ние како наставници или родители, бе знам за тоа, еве во нашава група една храбра мајка исто кажа, дечки, излезе предизвикот, разговарајте со вашите деца, што е супер дека нотираше, после тоа сите ние некако разговаравме со децава дома, сега секој кој разговара, тоа е негово, но генерално им велиме, ние знаеме за тоа. Нели, не е дека сега ќе се правиме, не знаеме сега што се случува. Исто и со директорот и со наставниците. Значи, они треба веројатно. Ја не сум за практики на санкционирање. Тоа што ти каже самата, ќе забраниме TikTok, ќе се појави нешто друго. Мал милион имаш субститути на... Па само чекаат да се затвори TikTok за да се отвори нешто друго. И мислам дека затварањето на одредена социјална мрежа е политичка одлука. Именно. Заради регулација на собраќајот, медиумскиот собраќај, информациите кои што ја хранат мрежата и преку кое што се вршат одредени влијанија. Не е тоа и причината поради која што голем дел од некој дел од земјите во светот и го делумно го забранија TikTok. Не можеме да кажеме тоа е ради лошото влијание, ама да бидеме реални, сега мислам. Да не забораваме да не го испрескокнеме делот каде што се монетизира денеска. Така е, се капитализира, секакви струи поминуваат и треба не е само нели тоа што вели Александар, јас знам кој сум, јас работам на тоа. Но генерално некои не знаат толку многу кои си и се хране и мрежата со нивната несигурност и на некој начин добиваат многу повеќе од таа несигурност отколку од било што друго. Така да забраните според мене не водат никаде. Би требало многу да се разговара, да се донесат последици на крај крајева. Ако некој решил да го боли, нели што можете да направите вие? Па детево ако решило и е склоно кон ризични однесувања во училиште, не мора да биде Супермен предизвик, има некој друг предизвик. Секој пат велам дека се во животот е избор. Значи изборот е сега дали ќе ја пијам чашата вода или ќе исторам врз вас. Истото е со да речам и ножот може да го искористиме за мачкање леп или некого да повредиме. Или да се заканиме на некого, така. Тоа е исто и со да речеме во овој момент кинеската компанија која што го промовира, нели да речеме, нели оваа платформа, не ја користиме или ја користиме на добар и соодветен начин. Па не само TikTok и други социјални мрежи. Нека да забележав, ова нека биде на крај, забележав дека голем дел од образовниот систем, да речеме, даскалите, просветните работници, психолози и деца прават некако заеднички видео материјали, контенти на овие TikTok мрежи, се со цел да ја промовираат мрежата на соодветен начин. Дали во моментот некој од училиштата кај нас, не знам дали постои можеби некоја иницијатива каде што можеби наставникот, психологот со некој познат тиктокер како е да речеме Александар, сака да искористат мрежата на тој начин со тоа што би влијаеле можеби на своите соученици. Не знам дали го потврдаш истото? Ја мислам дека ваквите инфлуенсери како ти Александар се некој кој што може да ги промени работите. Видиците. Можеби јас не толку многу во таа сфера, но сметам дека ние можеме како стручен кадар повеќе да придонесеме, да ги демистифицираме и да не допринесеме кон демонизирање на тие мрежи кои децата секако ќе ги користат, но младиве луѓе кои што се нели општествено одговорни, ја би рекла, инфлуенсери, можат едноставно да дадат друга перспектива на работите. Еве ги гледам сега овие што се нели фрлат, можеби и да не си вклучен во таков предизвик или не знам, можеби е што се случува после предизвикот. Каде завршуваме после предизвикот, да се донесе последицата. Нели не да се забрани тоа, туку да се донесе последицата. Не знам, размислувам во таа насока. Може Александар да каже. Веројатно тоа е целина ако зборуваме за стратегија цела која што треба да се спроведе, како образованието, така психолозите со кои што може да разговараат со младите, така и младите тиктокери, некои што се влијателни на мрежите, да можат да ги кажуваат или прикажуваат позитивните примери. Јас мислам дека со тоа што денес ние седиме тука и разговараме на оваа тема е веќе чекор
напред. Позитивна Така е, промена така може би е. некако. Так, затоа што најважно е свесност. Цело време да се шири свесноста, да луѓето се повеќе и повеќе запознаени со трендовите што се моментално и што ќе следуваат и слично, затоа што само така ќе можеме да покажеме што е добро и што е лошо. Јас мислам дека многу организации, многу брендови сега моментално се трудат и изборуваат и прават кампањи што се против вакви негативни содржини, против булинг и така натаму. Јас лично сум бил дел од многу такви и мило ми е што ги има тука кај нас. А за забранувањето на TikTok, знаете како велат, чоколадото е најсладко кога е забрането. Јас мислам дека тоа уште повеќе ќе ги разгори младите, затоа што реално најголем дел од времето ние младите го поминуваме на социјалните мрежи. Сакале или не, тоа е моментално ситуацијата. Така. Одлично, баш ни беше мило што ете имавме можност да ви имаме за гости, да може да поразговараме во една ваква комбинација и да отвориме оваа тема која што е апсолутно важна и која што уведено ви е во фокусот, да пренесеме пораката и да се надеваме на она кое што нели сите го сакаме во иднина, тоа да имаме млади, здрави, среќни генерации кои што и покрај тоа што ќе бидат ин и ќе бидат во текстот се што е тренд, да не бидат повредени и да не потпаѓаат на се што ќе видат и смета дека е интересно како предизвик и во следна прилика верувам дека ќе имаме теми за кои што повторно продуктивно може да разговараме се со цел да допреме до сите оние млади кои што не гледаат. Продолжи да бидеш лидер на својата платформа, продолжете да бидете лидери во психотерапија. Фала, ти благодарам. Беше убава комбинација, а во моментот се надам дека нема да ни замерат што ќе ги задржиме некоја минута плюс, меѓутоа Мухамед Ибрахими и Бован Мирковски денес за концертот кој што ќе го најавиме во Мала сала Филхармонија, додека се наместиме технички, вие ќе уживате со хитот кој што токму во овој декември слави 40 години од своето постоење. Last Christmas и британското дуо Wham!